Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи ви имате право да ја знаете вистината. Темата на нашата вечерашна емисија, кои се најголемите губитници на последните локални и председателски избори. Имаме 7 интервјуа, ќе траеме некаде околу 50 и нешто минути. Останете со нас и нема да зажалите. Дали се точни проценките дека во сегашниот состав и сегашната понуда на председателски кандидати на овие избори беше реално се очекува дека ако се кандидираше Бранко Црвенковски со еден ваков цензус 40%, тогаш реално беше се очекува тој да победи на овие председателски избори. Господин Мисини, дали Фрчковски е најголемиот губитник на овие избори, не само поради поразот од Ѓорги Иванов, туку поради фактот дека реално со албанските гласови имаше шанса да победи? Дефинитивно еден од најголемите губитници. Прво и основно затоа што мислам дека и неговата база која што го кандидираше не веруваше дека тој може да направи било каков сериозен успех. Или не посекуваше. Знаете, чудно е кога да речеме Зоран Заев се прошетува по Струмица, Фрчковски губи 5000 разлика во однос на Ѓорги Иванов. Апсолутно е интересна позицијата што ја одигра СДСМ, значи не е само во Струмица. Симптоматично е дека во сите градови каде што победи кандидат на СДСМ, значи победи Иванов. Тоа е нешто што допрво ќе треба да го анализираме и тоа нема да биде тешко да се анализира, ќе биде малку интересно да се навлезе во мотивите да се загреби по површината. Така. Значи имам чувство дека во овој момент и Груевски и Бранко Црвенковски не сака Фрчковски да победи. Евентуално. Апсолутно. Мислам дека тоа е веќе станува многу очигледно. Значи тоа е едниот аспект, значи на целата приказна. Дури има одредени проценки, дел многу блиски до некои мои политички анализи дека во ваков состав на кандидати за председател, ако Бранко Црвенковски се кандидираше, веројатно многу лесно ќе победеше. Предпоставам дека е така, бидејќи за разлика од мотивот што го има со кампањата на Фрчковски, а и со односот на Фрчковски кој што комплетно пропушти во вториот дел од изборната кампања да им се обрати на албанците, да им даде отворена понуда, со што ако ги добиеше 200.000 гласови на албанското правителство, ќе победеше дефинитивно, и тоа со веројатно 5 или 10.000 гласови разлика. Значи веројатно Бранко Црвенковски ќе знаеше да го искористи тој момент, меѓутоа веројатно мотивите ќе беа различни. Меѓутоа дефинитивно на председателските избори ќе можеше да се направи пресврт. Кој всушност победи во таа така наречена битка на ранетите помеѓу Али Ахмети и Мендухтачи, односно кој го освои трофеот во тој албански кампус на политичките избори, председателски и локални пред една недела? Кој помина подобро во наводници или кој помина полошо? Борис Трајковски со контингентите на албански гласови дадени, топтан како одреден пазар, или Ѓорги Иванов без глас на албанците? Овој триумфализам сега на Иванов кога тој изјавува дека тој не е должен никому, значи е во контрадикција со неговата декларирана обединувачка улога која што тој треба да ја има. Тој е должен, албанците не гласаа за него. Меѓутоа тој е должен да им покаже дека во иднина треба да имаат доверба во него. Тоа треба да го покаже на дело. Дали без гласовите на албанците тој е слабокрвен председател? Јас не гледам така на тоа. Иако албанците велат дека председателот сега веќе Иванов го нема потребниот легитимитет. И не само тоа, ако ги одземе тие неважечки гласови или неважечки ливчиња, сама граница е цензусот, дури по некои проценки, дури под границата на цензусот. Значи легитимитетот е крајно спорен на новиот председател. Значи јас не би навлагал во тоа, меѓутоа чисто како одреден шлагворт на една политичка анализа го кажувам. Јас не мислам дека е спорен. Ако ништо друго процедурално, затоа што уставот вели 40%. Значи 40% плюс еден глас е легитимитет. Добро, процедурално можат македонците да изгласат да ви ги сменим имињата како албанци и процедурално би било све во ред. Имено, затоа сакав да дополнам. Неизлагањето на гласање пар екселанс политички став. И тоа е нешто што оди вон процедура и тоа е нешто што Иванов ќе треба многу да го замисли. И тој ќе мора да завземе став во однос на тоа како ќе се постави во однос на албанската заедница во Република. И добро, ако веќе говориме за губитници на овие избори, дали можеби губитник е цврстината со која се презентираше владината политика? Таа цврстина веќе ја нема. Владината политика веројатно многу побрзо се топи и паѓа отколку што се то очекува. За мене тоа прашање е многу едноставно. За мене главен губитник тука е она што се нарекува портокалова преродба. Значи во 2006 односно уверувањето дека владата ја води Македонија во вистински правец, претпоставам.
Не само тоа, начинот како се влада. Вие го спомнувате цензусот. Значи, од кога ќе се постигне цензусот, веќе се е во ред. Меѓутоа, начинот како се избутка цензусот во последните 2 часа од изборниот ден... Па велат во последните 15 минути. Велат до последните 15 минути ВМРО знае дека нема цензус за председател. Мислам, тоа е нешто што не го спори можеби пак формално легитимитетот на председателот, меѓутоа ја спори дефинитивно протоколовата преродба. Значи, луѓето очекуваат нешто друго. Ја можеби погрешно сум го разбрал значењето на зборот преродба, меѓутоа од начинот на кој што вие настапувате во изборна кампања, а тоа е најарогантно злоупотребување на државни средства во кампања, од употреба на целата онаа државна машинерија која што по закон не смее да биде внатре, од заплашување на луѓе со работни места и така натаму, и на целиот тој притисок, од лопатијада и на целиот тој притисок. Навистина целата таа машинерија на ВМРО беше ставена во функција. ВМРО не успеа да извади резултат ниту во Скопје, ниту во Македонија поголемо од 1,6, односно 1,7 према 1. До пред година дена беше 2,5, 2,6 со односот помеѓу ВМРО и СДСМ. Надолниот тренд е видлив. Анкетите покажуваат 3,2, што значи дека целата таа машинерија не има овозможи на некој начин подобар резултат на овие избори. Па надолниот тренд е видлив и ако сакате предвидлив. Кој победи во таа битка, уставно речено, на ранетите? Али Ахмети или Мендух Тачи? Мендух Тачи го доби. Тето Али Ахмети ги изгуби сите големи градови. Али Ахмети и Дуи се апсолутни губитници, меѓутоа тоа не е ништо ново и тоа беше многу предвидливо, бидејќи веќе одреден период наназад, значи Али Ахмети превзема сосема погрешни чекори и луѓето веќе беа свесни за тоа. Што е со Мендух Тачи? Па Мендух Тачи мислам дека е среќен затоа што тој беше во комплетно нокаутирана позиција, особено од моментот кога беше, јас тоа го велам, санитарно пуштен низ вода од неговиот довчерашен партнер, значи Никола Груевски. Така да тие добро изиграа со поставувањето на кандидатот за градоначалник и советници. Значи во Тетово луѓето поише гласаа за имињата на кандидатите отколку за ДП, меѓутоа тоа вроди со плод. Мислам дека тој треба да е среќен бидејќи извади максимум од она што можеше да се извади во. На некој начин победник, доби круната во делот кај што се гласаат албанците. Па да, на него мислам дека најважно му беше неговото упориште да го добие и мислам дека тој е повеќе од задоволен. Значи во таа битка на ранетите Мендух Тачи за нијанса треба да е посреќен. Тој е за нијанса посреќен дефинитивно. Ако се споредат резултатите на овие избори со резултатите на парламентарните избори, тогаш реално да се очекува еден голем пат на популарноста на ВМРО ДПМН, бидејќи според сегашните резултати, ако тоа се преслика на парламентарните избори, тогаш ВМРО немаше да освои повеќе од 45 до 50 пратенички мандати, а СДСМ ќе се движеше некаде помеѓу 33 и 35 пратенички мандати.